На здравје, татичко. Благодарам, Керко. Ишил? Бура каде? Не знам, тато, не знам каде. Сине, зошто си намуртен? Да не се натажи за нешто? Ништо не е, мамо. Ама со Мелда решивме да одложиме свршувачката, па би сакал да знаете. Си сватија така? Сватија каков товар си зема. На крај од нас ке бараат пари за свршувачката. Без да ја знаеш вистината, не измислувај глупави теории, Дадо. Зошто? Бидејќи само јас ја кажувам вистината, така? Кралот е бозбато. Каков проблем имаш ти, а? Ајде, зборувај отворено. Зошто имаш потреба постојано да ги понижуваш луѓето? Каков проблем би можела да имам јас со нив? Милда да не работеше во нашата фирма, јас никогаш немаше да ја погледам в лице. Доста е веќе. Зар сакаш да се караме за време на вечера? Зошто постојано се лутиш? Леле, деца, застанете, немојте ми се сврте. Замолчете веќе. Од кога сте почнеле да го извишувате тонот на оваа трпеза? Ишил, не сакам да се мешаш во оваа работа. Мамо, прости ме те, молам. Харун, нема да има одложување. Работава се одолговлекува, почна да ме напнува. Утре донеси ја Мелда. Сакам се опфатно да зборуваме. Тато, ве молам, немој да се мешате. Овој проблем е помеѓу мене и Мелда. Харун, се работи за семен проблем. Те молам, постапи како што ти велам. Во ред, тато. Уште ова фалеш. Кога нешто оди наопаку, сите работи одат наопаку. Што се случи, Дадо, кажи ми? Харун ми кажа дека сака да одложи свршувачката. Зошто? Зошто? Заради наетот на татко ми. Денес бевме да го видиме. Салонот што го резервирал е многу обичен. Харун не сака да застане меѓу татко ми и неговото семејство. Не тагувај, Дадо. Ако не месецов, следниот ќе биде. Вие двајцата сте си во врска? Не знам, Еда. Може би не е заради салонот. Периодов Харун чудно се однесува. Чудно? Како тоа мислиш чудно? Не знам, Еда. Како да има нешто друго во главата. Многу често се замислува. Може би мисли на некоја друга. Не верувам, Дадо. Покрај сите проблеми, сега имаме проблеми со Дада Ферда. Како да немавме доволно проблеми. Мислам дека треба да ја почитуваме одлуката. За добро нека е. Што ти се случило? Пред некој ден сакаше да го убиеш зетот Билал. Зошто наеднаш се предомисли? Што се случи? Секој има свој собствен живот. Не знам колку е правилно да се мешаме. Очигледно е каков живот живееш. Сега така ти одговара, така? Не знам што ќе правиш ако тато дознае за твоите работи, мила моја. Мисли моја малку. Никој нема да дознае ништо, Дадо. Не грижи се. Како ќе успееш да сокриеш? Уште колку време ќе продолжиш да лажеш? Не ми ни кажа каде си била вчера вечер. Барем мене кажи ми ја вистината. Еда, Тато? зарем не беше вчера кај Севал? Тато, погрешно си сватил. Лажка! Добро знам што слушнав. Одговори ми. Кај Севал бев, тато. Телефонот ми беше исклучен заради тоа, Дада. Ни да ме лажеш. Кажи ми каде беше. Джемил, што правиш? Ти ги доведе ќерките до ова дереже. Ти! Дадо, добро си? Само ако го фатам тој хаки, никој нема да може да го спаси од мене. Нели не те интересираше тоа? Што се случи? Зошто се изнервира толку? Онака, ми текна на него. Денес затоа плачеше, така? Бидејќи се скарала со сестра ѝ. Може би за тоа. Не знам навистина. Повторно се виделе? Слушај, Метин. Еда го мрази тој човек, какво гледање? Тога, љубовта и омразата понекогаш се мешаат. Треба да бидеш внимателен. Повелета. Доаѓам веднаш. Добро, кога ќе почнеш со работа, ти ќе ми платиш. Мислам дека најдобро би било да ја заборавиш Еда.
Девојката е заљубена во друг. Таа тебе те гледа како пријател. Не го заборавај тоа, другар сум ти, зато ти кажувам. Види Метин, таа не е заљубена во него. И тажна е само заради незината грешка. Не смеам да ја оставам сама во ваков период. Не смеам. Во ред? Свати го тоа. Добро, но не лути се. Пријателите да си кажуваат се. Ајде да се видим, ајде. Добро, се евре, да. Дадо, се извинувам. Заради мене се случи тоа. Не сакам да зборувам. Остави ме сама, еда. Прости ми, Дадо. Те молам, прости ми. Не сака вака да биде. Не плаче, мила, добра. И утре оди на лекар. Сакам што поскоро да се спасиме од овој проблем. Добро, Дадо. Те болеше? Те молам, прости ме, не знаев дека вака ќе биде. Толга, симни се доле, ќе направиш проблем, симни се, ајде. Метин. Таков е животот. Секогаш живееме вака на работ од ножот. Ме разбираш, нели? Брате, симни се колнак ми се сврта. Секогаш мора да внимаваш на чекорот кога го правиш. Мораш да внимаваш или... Брате! Ма отрезни. Или неочекувано ќе паднеш на земја. Брате, дојди вам, ајде, симни се доле. Не сакам проблеми доцна на вечер. Ајде, брате, дојди. Дојди. Ајде, дај ми рака. Ајде. Толга, што правиш, брате? Имам доверба во тебе. Нели си ми брат? Да не се сумневаш. Ајде, седни тука. Да не плачеш? Заре не вреди да плачеш бидејќи падна, брате. Душата ме боли, Мети. Душата ме боли. Многу ме боли. Ајде, дојди. Да се седиме, дрва сме. Да речеме дека имаш некој и дека секогаш кога ќе го видиш се возбудуваш. Сакаш постојано да си со него, сакаш постојано да разговараш со него. Кога не си до него, постојано мислиш на него. И да претпоставиме дека прв пат го чувствуваш тоа. Да, Што мислиш, љубов ли е тоа? Помислив дека си мој. Ти поверував. Те засака. Зошто ми дозволи? Зошто не ме сожали? Кога успеа да ми нанесе шолкава тага во срцето? Туку што помислив дека си го најдов мирот, ти ме турна во огромна бездна. Кога ги погледнав твоите очи, душава ми се стопли. Тогаш се разбудив од сонот. Да немаше волку чисто и наивно срце. Немаше да тагувам толку длабоко во себе. Не излажав. Но бидејќи ми беше прв пат, некои очи лажно гледале, не сум знаела.
Кога сакаш некого, зарем е можно да се маѓевсаш од некој друг поглед? Греф ли е да се прелажеш, да веруваш? Да се впуштиш во сон? Не, јас не сум виновна. Да знаев дека не си мој, немаше да те допрам, макар и да бев пред умирање. Дури и вената да ми ја пресечат. Наместо крв, кајање ќе потече. Да можев да те побарам, да ти го слушнам гласот. Камо да можев да ти побарам прошка. Ама во право си. Не можам да те обвинувам тебе. Ако има некој виновен, тоа сум само јас. Зошто само јас тагувам? Уште колку ќе издржам вака? Како ќе те заборавам? Чувствата во мене растат. Тоа не е виновно. Срцето почна да ми чука само за тебе. А со тоа и ти почна да растеш во мојата душа. Ако те земе некој, како ќе може да те земат од мене? Дали може човек да зачисти греф со нов греф? Како да дозволам да ми се лизнеш од раци и да заминеш? А пак, како можам да кажам да останеш? Чекорам по пат на кој нема крај. Немам семејство. Немам ни дом. Се ми зема од мене. Мора да одам. Каде и да било. Ако не заминам, не ќе можам да издржам. Но мора да го зачистам овој греф. Ако успеам. Не требаше да те запознаем. Не требаше да дознаам дека си толку топла. Ти ме научи да сакам. А јас пак ја земав таа топла наметка од тебе. Те мразам. Се Верувај ми, ќе помине. Еден ден ќе го заборавиш. А и да не ми кажеш, јас потполно те разбирам. Но како толка? Јас сум бремена. Се мразам себе си, многу се засрамив. Посакав да умрам, но не успеав ни во тоа. Може би ова бебе треба да се роди. Може би затоа сум жива. да. Господја Мелда е занесена деновиве. Така да се знаеш.
Свесен сум. Не ми подпиша многу важна осигурителна полиса. Знаеш ли што значи тоа? Ако само нешто им се случи на производите? Господја Мелда ќе биде одговорна за милионската штета. Браво. Многу добро работиш. Не знам дали да избркам асистентката, да те земам тебе и да се зближиме. Но ако го сториш тоа, кој ќе ти носи вести од господја Мелда? Да, во право си. Во право си. И не ми ги носи досијата без добро да се осигураш. Убаво прочитај ги. Во ред, господине Бурак. Извинете ме сега. Мила моја, добре дојде. Кој ветер те доведе? Домот се претвори во лудница. Не можам да дишам. Додиме на ручак? Секако. Пред малку посакав од секретарката да испрати еден мејл. Очекувам извештај. Седни. Кога ќе го добијам, ќе излеземе, мила. Вода. Вода? Две те молам. Благодарам. Ги ознемила. Бурџу вечерва ке дошло во кафичот. Зборував со пријателите. Ке славеле роден ден. Не знам зошто не ме разбираш. Велам дека не можам да дојдам без кола. Мајка ми не ми ја дава колата. Ѓозде, велам дека е многу важно. Велам дека не можам, не можам. Полека, полека. Прости, брате, ми се лизна. Спремна е колава. Јави му се на газдата да си ја земе. Каде си еда? Знаеш со колку маки излегов од работа? Еве ме, дадо. Многу ти благодарам што не ме остави сама. Дојде вамо, мила. Ти си ми сестра, секако ќе дојдам. Сакам да го решиме проблемот, да нема веќе напнатост. Господја Еда, јас сум. Повелете внатре. Ако сакаш и јас ќе влезам. Не, дадо, сиди чекај ме тука. Така ќе биде подобро. Добро, мила, како сакаш така. Не плаши се, добро? Се ќе биде во ред. Харун, не војуваме, спортуваме, полека малку. Не вади нервозата на мене, дојди да зборуваме. Ќе го решиме проблемот кој го имаш. Денес мора да разговарам со Мелда. Ако садосна не еда, ќе го абортира бебето. А ако се случи такво нешто, цел живот нема да си простам. Не можам на ништо друго да мислам. Те молам, извини, бато.
Господица Еда, сестрата кажа дека сакате да разговарате со мене. Еда, знам во колку тешка и лоша состојба си, знам, но верувај ми, ова е најправилно. Джемил, јади нешто. Немам апетит, благодарам. Нека седи. Може би подоцна ќе го изедеш. Не разбирам. Јас ли сум виновен? Каде ли сгрешив? Посакав децата да бидат школувани. Посакав да станат добри луѓе. Сторив се што можам за да ги образувам како што треба. Но не било доволно. Не вели така, Джемил. Знаеш со колку тешкотија ги израснавме. Ако не е грешката кај нас, каде е? Сите станаа свој глави. Никој не ги почитува мајка си и татка си. Джемил, млади се. Харун, не заборавај, вечерва кога ќе дојдеш, донеси ја Мелда. Да разговараме околу свршувачката. Добро? Во ред, тато, ќе ја кажам. Харон, само момент. Мелда, татко ми вечерва те кани кај нас дома. Му кажав дека решивме да одложиме свршувачката, ама не сака да ме слушне. Сигурно ќе прифати ако чуе од тебе. Да, во право си. Треба да се потпишеш. Сакаш после работа да поразговараме малку? Сакам да ти кажам некои работи. Добро, ќе зборуваме. Тебе што ти е? Ништо не ми е. Жал ми е за Еда. Да ни се случи нешто? Да, денес бевме на гинеколог. Го абортираше бебето. Не е поврзана со тој човек. Се надевам дека брзо ќе закрепне. И како беше? Добро беше? Многу убаво. Многу убаво, значи не очекував, ама и така. Беше многу убаво. Навистина? Види го ти Керем, станал близок со Џозде. Не приметија. Планот се одвива како што треба. Бурџа е фокусирана кон нас, не гледај ја. Ама не ме засега тоа. Јас сум моментално казнета. Ајде, да седнеме недно од масите. Тука паркирале. Изгледа него сакате црвеното светло. Како тоа? Епа поминавте на црвено светло. Јас? Црвено беше. Навистина не видов. Епа тоа е уште полошо. Дај ми возачката и сообраќајната. Возачката и сообраќајната. Дома се. Секогаш е така. 54 станица.
сега сме само ние двајца. Никогаш нема да те оставам. Се што треба да доживееме, заедно ќе доживееме. Јас ќе ти израснам и ти мене. Ние двајцата ќе бидеме многу силни, бебе моje. Нема плачење. Нема веќе. Тука треба да останеш. Грижи се за мајка ми, добро? До гледање, детство мое. Здраво, Толга, како си? Добро сум, ти како си, Селиворет? Јас ти благодарам што беше секогаш до мене. Секогаш ми беше добар пријател. Нема да го заборавам тоа никогаш. А зошто се заблагодаруваше, да? Ти немаше да бидеш до мене ако имав некој проблем? Се разбира, ќе бев. Никогаш не заборавај дека ти си мене добриот пријател. А каде си ти? Дома ли си, да? Да, но заминувам. Каде одиш? Не знам. Ќе излезам и ќе се качам на првиот автобус. Не можам тука да седам. Не тропај глупости, да никаде не смееш да одиш. Мора да се заминам од тука. Тешко се останува. Не, Еда, те молам, не оди никаде. Еве, дозволи да се видиме и да зборуваме. Веднаш ќе дојдам таму, те молам. Не дојде залудно. Ќе те барам од местото каде што ќе бидам. До гледање. Еда. Добра вечер. Добро вечер, добре дојде Керко Мелда. Добро ве најдов, господине Фејас. Од сега натаму не сакам да ме викаш господин Фејас, татко. Добро, тато. Како сакате? Така треба. Добре дојде, Керко. Добро ве најдов, како сте? Добро сум, мила, благодарам. Мелда, Харун ми спомна нешто. Вие сте сакале да отложите веридбата. Види, не сакам да сте помислиле на такво нешто. Крадец? Значи ти си ми го украла прстенот? Молам? Диаманскиот прстен кој го носише мој. Но Харун ми го подари прстенот. Сте му кажале да го даде на невестата. Кажи нешто, Харун. Мамо, те молам, сети се. Ти ми го даде прстенот, па дури инсистираше. Молчи, ти го украде. Ти си крадец. Дај ми го. Дај ми го ваму. Дај. Мамо, смири се, воред. Ако сакаш ќе ти го вратиме. Секако да. Не е важно, земи го, Харун. Повели, мамо. Штом не сакаш да го дадеш, нека остане кај тебе. Не е проблем. Зарем скришно сте влегле во мојата соба? Фејаз, повикај обезбедување. Веднаш. Сега.
Толка? Како ме најде? Да не ме следеше случајно? Не, да. Немој да си одиш. Те молам, немој да си одиш. Мора да одам Толка, разбери ме. Не можеш. Не можам да останам. На сестра ми кажав дека ќе абортирам. Но не можев Толка. Наскоро ќе почне да ми расте стомакот. Веднаш мора да започнам нов живот, но на друго место. Добро, ма што ќе правиш? Каде можеш сама да одиш, да? Имам една другарка во Анталија. Се занимава со аниматорство. Ќе можам да работам со неа. Така ми кажа. Ќе останам со неа некое време. Значи, Потоа не знам. ќе оставиш се зад себе и ќе повењаш, така? Бегање. Јас само си ја превземам судбината во свој раце. Тоа не се вика бегање, мислам дека се вика храброст. Да, застани. Застани, не сакав тоа да го кажам. Веруј ми, ти си најхрабрата девојка што ја познавам, но не сакам да заминеш, ме разбираш? Не сакам да бидеш сама. Не размисли подобро, вред. Што ако размислам, што ќе се случи? Зарем ќе се промени нешто? Биди трпелива, не губи надеж, се ќе биде во ред. Но работите не се такви во вистинскиот живот. Мора да се стори нешто. Јас сум веќе голема, дали разбираш? Ќе стана мајка. Не можам да чекам милостина. Искрено не знам како да ти се извинам, Мелда. Многу се засрамив. Искрено и јас. Многу се засрамив. Не можеме да ја препознаеме, мајка ми. Секоја секунда е различна. Беше многу искрена кога посака да ти го дадам прстенот. Не е важно, Харун, навистина. Може би треба да одложиме свршувачката. Вака или така секако ќе стапиме во брак. Што ќе променат неколку месеци? И татко ти го убедивме. Што е, Харун? Треба да поразговараме за некои важни работи, Мелда. Немам трпение, не можам да издржам. Многу често ќе се слушаме, добро? Не грижи се за мене. До гледање. Ben derdimi hangi dağ yüreğimi hangi suya diyemiyorum. Sen bilirsin Ne? Ne? Sen benimsin bahar gözlü. Zastani! 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 Turnalar sevdiğim o. Толга, што правиш? Сакаш да се омажиш за мене? Молам? Сакаш да се омажиш за мене? Толга, не се глупирај. Не се шегуваме, да. Омажи се за мене. Bahar gözlüm yarınlarda Омажи се за мене. ikimizin yürüyor. Ми се допаѓаш уште од првиот ден кога те видов на работа, Мелда. Ти си најкоректната, најгорделивата, најчистата личност која што сум ја запознал досега. Имаш срце како ангел. Се плашам да не те навредам. Се плашам да не те повредам со нешто. Зошто би ме навредил? Пред да те запознавам, сметав дека најважното нешто во една врска е љубовта, душа. Ама ти ме научи како е да се биде почитуван. Не разбирам, Харун. Зошто ми го кажуваш сето ова? Да бев некој голем лажго, некој безчувствителен човек. Дали се уште ќе ме сакаш? Ти не си таква личност. Мелда. И јас не знам повеќе каков човек сум.
Харун, немој да ме плашиш. Што сакаш да кажеш? Мелда, јас со тебе. Извини, сега ќе го исклучам. Еда ме бара. Одговори. Не, подоцна ќе се јавам. Ќе мислиш постојано на неа. Одговори, те молам. Еда, во моментов не сум слободна. Ако не е нешто важно да се чуеме подоцна, излезена сум со Харун. Не, дадо, многу е важно. Добро, во ред, веднаш кажи ми, што е тоа толку важно? Ке се мажам. Што? Ке се мажиш? Со кого? Не зборувај глупости, Еда, ова шега е, каде сте? Ти ја зборувам вистината, дадо. Ти беше многу жал за мене последниве неколку дена. Затоа сакам веднаш да ти кажам. Се ќе биде добро, дадо. Ако сакаш ти соопшти му и на Харун. И тој нека знае. Еда, престани да носиш вакви непромислени одлуки. Каде сте? Ќе бидам дома наскоро, ќе зборуваме таму. Можеме да ве собереме по... ми спушти. Што се случува? Што ти каже Еда? Слушна, ќе се мажи. Со кого? Со пријател од детството. Харун, знам дека сакаше да ми кажеш нешто важно, но... Не. Ќе зборуваме друг пат. Сестра ти е сега најважна. Благодарам за разбирањето. А каде се наоѓа Еда? Рече дека ќе оди дома. Се е подобро отколку да си заминеш, Еда. Кога ќе се венчаш, ќе видиш поблиска до семејството, ќе можеш да одиш на училиште, нема да имаш потреба да ги напушташ првите. Но ќе ми порасне стомакот. Ќе морам да го оставам танцувањето. Сигурен сум дека ќе ти прилене, да. Ти ќе бидеш многу добра мајка, Еда. Сите ќе мисля дека бебето е твое. Сигурен си дека го сакаш ова толка? А што можам да изгубам? Се едно ми е, Еда. Ама ако сакаш можеш да ја кажеш на сестра ти дека ова ќе биде договорен брак. Не сакам. Никој не треба да знае. Никој. Во ред. Ти како сакаш. Утре ќе почнеме со подготовките. Ајде, дојди да те одведам дома. Толга. Молам. Зошто си толку добар? Многу глупаво прашање. Ти си ми пријателка, нели? Што значи да си пријател, знаеш? Ти си најдобриот пријател на светот. Ајде. Ако господинот не отповика тужбата, вашиот син ќе биде обвинен за злоупотреба на својата позиција. Нема да покренам тужба. Во ред. Донесете го Керем Ѓулер. Мајсторе Џемил, ќе му простана вашиот син. До сега нема направено ништо лошо, но син ти те изневери тебе и семејството. Не заборавај го ова, Џемил. Ако се дознае ова, ќе ги изгубиш сите муштери. Ви благодарам, господине Неџип. Мајсторе Џемил, можете да си одите. Со поминека. Ви благодарам. Молам. Тато. Прости ми. Ти благодарам многу Толга. Би било добро ако не те видат тука. Ако сакаш, можам да зборувам со твоите. Не знам кога ќе им кажам, подоцна ќе го решиме тоа.
Во ред. Ете, тоа е пријателот на Еда. Толга. Ќе одам да видам што се случува. Девојчето е збунето. Но што се случува со тебе, Толга? Од каде излезе оваа венчавка? Додо Мелда, знам дека ова е изненадувачки, ама... Ние двајца на вистина се сакаме, верувај ни. Што е ова? Ова е детска љубов? Дадо те молам, ке зборуваме потоцна. Ајде, Толга, оди си дома. Ке зборуваме утре. До гледање. Душо, би сакала да те поканам дома, но со Еда... Разбирам. Ќе се видиме утре во фирмата. До гледање. Добар ден. Добар ден. Девојките заборавија да не запознаат, нели? Да, право сте. Јас сум Толга. Вие би требало да сте зетот на Еда, нели? Да, Харун. Мило ми е. Ајде влезете, ќе ве префрлам до каде да одите. Нема потреба, нема чете се. Не е проблем. Ајде. Во ред. Дојди со мене. Што правиш ти? Влегуе во кола, ќе разговараме. Немој да ме нервираш повеќе. Ќе те избркам и од работилницата ќе останеш на улица. Ако некој го внесе во куќата и него ќе го снајде